Добро вечер, почитувани гледачи, еве со емисија Отворено за. Денеска ќе имаме политика на дневен ред. Со нас е Жанета Делова. Добро вечер. Добро вечер. Најнапред би сакала да ве поздравам вам, почитуван господине Маријан Димитров, сите граѓани на општина Кавадарци, а и гледачите на КТВ и на РТК. На КТВ и РТК, да. Добро, оваа емисија, како и сите останати емисии, ги работи во копродукција, заедно, две телевизии, со цел подалеку да отиде тоа што го работиме. Која е магистер Жанета Делова? Вака, Жанета Делова е професорка во гимназија Добри Даскалов. Добро. На група стручни економски предмети, дипломирана на економскиот факултет во Прилеп 2007 година, а малку подоцна веќе се стекнувам со звање магистер по сметководство, финансии и ревизија на истиот факултет во Прилеп 2012 година. Значи, повеќе од 10 години се занимавате со професорска дејност. Да. Само во гимназијата? Околу 9 години веќе. Добро. Во гимназијата, тоа ми е прво работно искуство. Како со децата работите? Какви се децата денеска? Па, денешните деца се малку поспецифични, односно деца кои што си го бараат своето. Ние треба да се прилагодиме према децата, учениците, да им го покажеме вистинскиот пат и да ги научиме на она што е потребно. Овие прашања до Жанета беа за да ја опуштиме неа како соговорник денеска во студиото и да поразговараме за политика, реков политичка емисија. Многумина не знаат дека вие сте председател на општинската организација на Движењето Знам, така нели? Да. Кажете ми еве веднаш на почетокот како започна со идејата Знам наша Македонија, како се реализира таа идеја? Идејата Знам за движењето за наша Македонија започна од граѓанскиот концепт, токму од Куманово, од страна на идејниот творец и актуелен градоначалник на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, како и неговиот тим истомисленици, кои што заеднички започнале со едно здружение на граѓани. Добро. За наше Куманово. Тоа здружение на граѓани му донесе победа како независен кандидат за градоначалник на изборите во 2022 година. Гледајќи од таква страна, граѓаните низ Македонија сами се организираа и почнаа да создаваат здруженија на граѓани низ повеќето градови во Македонија, како што се во Крушево, Прилеп, Тетово, Гостивар, Свети Николе, Кочани, Дојран, Гевгелија и на крај се формира Здруженијето Тиквешка заедница за напредок и просперитет во Кавадарци. Кога е формирано Здруженијето на граѓани Тиквешка заедница за напредок и просперитет и кој е председател на ова друштво? Тиквешка заедница за напредок и просперитет како здружение на граѓани е поттикнато да се создаде од граѓаните. Добро. И е формирано на 27.9.2023 година во Кавадарци. Добро. На основачкото собрание на Здруженијето на граѓани, на предлог на граѓаните, јас сум избрана за председателка на ова здружение. Фактички од датумот на формирањето вие сте председател, така? Да. Имате ли голем број на активности кога се формира здруженијето? Да, имавме голем број на активности во согласно со граѓаните, со нивните и со закон, со самото формирање на здруженијето и други дополнителни активности во склоп на здруженијето. Кога и каде Жанета е подпишана иницијативата за формирање на новиот политички субјект Движење за Македонија, Движење Знам за наша Македонија? На 9 октомври 2023 година во Holiday Inn. Добро. Во Скопје е подпишана иницијативата. Добро. Од страна на основачите, значи 10 председатели начело со господинот Максим Димитриевски, кој што 10 градови различни. Да, во 10 градови различни, кои што ги напоменав претходно. Добро. Сите тие 10 председатели начело со господинот Максим Димитриевски, кој што е идеен творец на таквата иницијатива, како едно од здруженијата на граѓани за наше Куманово, почнува од таму. Добро. Ние ја подпишавме иницијативата како основачи за формирање на новиот политички субјект Движење Знам за наша Македонија. И сега нормално се наметнува прашањето за целата на движењето. Вие бевте во СДСМ, во Социјалдемократското... Во ВМРО.
Мислам на движението знам, Да. на Максим. И сега одеднаш си поставивте други цели. Национални цели кои се битни за Македонија. Која беше главната цел или водилка за да се формира ова движение? Целта на ова движење, Движение, всушност. да, целта на ова движење е да работи на корените промена Добро. и од Македонија да направи правна држава. Со европско образование, со модерно здравство, заштита на животната околина и природните ресурси, како и да се овозможи достоинствен живот за сите граѓани во државата. Вие одржавте оснивачко собрание, ако не се лажам. Да. Како тече тој процес? Кога е одржано оснивачко собрание? И каде? Основачкото собрание е формирано веднаш после иницијативниот одбор на Добре. 9 ноември 2023 година во Куманово. На основачкото собрание беше избрано временно раководство со председател и сите органи на партијата. Потоа беше и регистрирано, веројатно. Да, Движението да. со идеолошката матрица што ја прифати. Да кажам за основачкото Како собрание некој? еден дел кој што беше важен на основачкото собрание на предлог мој, председателот Максим Димитриевски, односно градоначалникот на општина Куманово, беше избран од страна на граѓаните делегати за председател на движење Знам за наша Македонија. Кои органи и други и тела ги имате во самата организација? Во самата организација, уште на почетокот на основачкото собрание, беа избрани членови на извршен и надзорен одбор. Добро. И како членови на извршен одбор бевме јас, господинот Игор Филков, денес актуелен министер за правда, Така е. и господинот генерал Павле Арсовски, денес актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија. Граѓаните треба да знаат кои се идеолошките темели на вашето движење, на вашата партија. Идеолошките темели на движење Знам за наша Македонија се илинденските и јасномските принципи, како и референдумските одлуки од страна на граѓаните за осамостојување за независна и суверена држава. Не мрдате од тие постулати, Не мрдаме. бидејќи на тие постулати вие всушност си усвоивте голем број на гласови Да. на последните избори. Народот, граѓаните ви дадоа доверба заради тоа што не сакавте Македонија да биде распарчена. Токму. За достоинствена Македонија нам ни е потребно да го заштитиме македонскиот национален идентитет, македонската историја, национална историја, култура, јазик, македонски јазик. Значи, сите овие работи се неопходни, а ние од нашата политичка партија се залагаме за штитење на интересите на македонскиот народ и другите етнички заедници во државата. Како и се што е поврзано со малцинствата на македонските малцинства во границите на Македонија согласно европските стандарди и меѓународни конвенции и договори. Таму каде што стремиме како нација. Благодарам, почитувани гледачи, вие сте со емисијата Отворено за наш соговорник магистер Жанета Делова, председател на општинската организација на Знам во Квадација, на движењето Знам. Сега ја прашуваме Жанета, кога и каде е одржана оснивачката конференција на движењето Знам за наша Македонија, општинска организација Кавадаци, и дали истата е во полн состав со сите органи и тела? Дали освен вие како председател имате и други тела кои ве контролираат, кои работат на политичките определби? Основачката конференција на движење Знам за наша Македонија е формирана на 26.12. После регистрацијата на самата партија, откако легитимно ние со закон се регистриравме на 15 декември 2023 и веднаш потоа ние на 26 декември 2023 година формиравме конференција на општинска организација со делегати и на која што конференција беа изгласани сите органи и тела. Председател, секретар, извршен и надзорен одбор. Како председателка бев предложена од страна на делегатите и избрана на самата конференција. Имаше ли други конкуренти? Па немаше, да кажам, во смисла конкуренти за председателка, пошто целиот процес, значи, го изводите вие? Го изводив, да. Како председател на Сдруженијето на граѓани, сета таа иницијатива, сите тие делегати мене ме поддржа и како секретар на партијата беше избран Горан Белевски, а членови на извршен одбор се Горан Белевски,
Драган Делов, Благој Калешков, Сијка Лазова, Димо Тодоров и Пано Аргиев. Добро, потоа одржавте и конгрес, мислам дека првиот Да. конгрес беше на дневен ред. Дали на конгресот се верификува овие ваши определби и што друго што разговараше на конгрес? Токму. Конгресот е со легитимно право, нели, сите овие органи и тела беа потврдени на конгресот кој што се одржа на 22 февруари 2024 година. Господинот Максим Димитриевски беше реизбран за председател на партијата од страна на делегатите, а исто така беа избрани и сите органи и тела, односно беше избран Централен одбор и Надзорен одбор. На првата седница на Централен одбор беа избрани преседавач, подпредседатели на партијата и членови на извршен одбор. Инфраструктура на партијата. Целата Со колку инфраструктура. гласови Генерален Максим секретар. беше избран? Колку гласови тој освои? На конгресот. На конгресот имавме повеќе Од 90. делегати. Повеќе делегати од 500, мислам дека. Кажете ми, во цела Македонија имате ваши општински чели, општински организации? Да. Има ли градови што се Во моментот има градови, во моментот имаме околу 41 општинска организација која што ја се основани Добро. и работиме на поголемиот број на вклучување на други граѓани и создавање на други општински организации кои што континуирано се градат во моментот. Одиме поред, како траело основањето на партијата со цел да имате вие слика почитувани гледачи и вашиот прв предизвик беа изборите 24-та година, парламентарните избори. Како се пласирате? И председателските и парламентарните избори. Да. Имате ватрено крштевање, огнено крштевање. Како да речеме за прв пат се учествувавме на председателските и парламентарните избори, каде што на конгресот, да речеме, господинот Максим Димитриевски беше исто така избран за кандидат за председател. За тој дел, значи тој освои 83.855 гласови. Дали со оваа бројка сте задоволни? Да. Презадоволни. Значи, како прв пат што настапивме како млада партија, изградена неколку месеци, се развивавме многу брзо. Буквално неколку месеци. Да, буквално неколку месеци, многу брзо се развивавме и достигнавме една голема бројка, за која што председателот ни беше препознатлив на медиумите и општо ни из цела Македонија, за да ја донесе таа бројка на граѓани. А на парламентарните избори, веќе исто така во 2024 година, за прв пат настапувавме и со тоа освоивме околу 56.233 гласови од граѓаните во Колку Република пратеници имате Македонија. во парламентот? Сега во моментот имаме 6 пратеници и 6 пратенички мандати. Како пратеници во собранието се доктор Бобан Карапелски, магистар Даниел Стојчевски, Даниела Белимова, господин генерал Павле Арсовски, Милет Секов и Весна Бендеска. Вие партиципирате во владата на Република Македонија. Да. Дали се задоволни од досегашното партиципирање или практикување на власта? Од досегашното учество и партиципирање ние сме задоволни. Нормално во секоја една таква партиципација и со партнери мора да има и консензус. Така е. Во моментов сме задоволни. Сакав да чуем дали во некои градови рековте дека немате општински организации, во кои градови немате и дали наскоро треба да се очекува да движењето Знам им партиципира со своји луѓе? Па има, да речеме, во нашата околина, од прилика, Росман да ја спомнам како општина, која што немаме општинска организација. Тие сега Карас учествуваат во нашите кругови, се дружат со нас и разговараме на овие теми. Колку членови има вкупно движењето Знам во Македонија? Движење Знам за наша Македонија има околу 6200 членови на ниво на Република Македонија, регистрирани со пристапници. Добро. Секоја општинска организација си има своја евиденција која што си го води овој број и ги пријавува во општинската организација, односно на ниво на Република Македонија во Скопје, каде што ни е и централата. Ако некој сака да стане член, ваш член, каде може да најде? Доколку некој сака да стане член, ние сме достапни за граѓаните. Добро. Постојано. Значи може да ми се обратат мене на мојот мобилен телефон, може да го кажам мобилно? Може, како не. 075 555 502.
А исто така сите други органи и тела кои што сме како што се секретарот, членовите на извршен одбор, на надзорен одбор може да бидат контактирани од страна на граѓаните. Тие се доста познати и другите членови во градот кои што имаме цело време соработка со нив. Значи граѓаните ги познаваат тие работи, ги препознаваат и може да ни се обратат. Белевски, например, беше советник во Советот на општина Кавадарци, сега е ваш член и можете и со него да контактирате. Токму. Ова година ќе биде година на локални избори. Дали вашата партија е подготвена за локалните избори? Да, ние сме подготвени за локалните избори, меѓутоа за дополнителни решенија и ставови наши ќе ги известиме граѓаните кога ќе дојде време за тоа. Значи, поддршката за евентуален градоначалник или ваш или некој друг ќе ја имате како став на партијата малку подоцна. Да. Добро, важно со инфраструктурата планирате во општина Кавадарци да се ширите? Со инфраструктурата секако планираме како резултат на инфраструктурните промени или работи кои што се случуваат во нашиот град со движење Знам, може да кажам дека имаме голем ангажман од страна на младите. Младите сакаат промени, граѓаните сакаат промени. Вашата младежка организација? Клуб на млади, каде што председател е Јован Калешков, а во клубот на жени имаме председателка Сузана Јорданова. Исто така може да бидат и тие контактирани од страна на граѓаните. Добро. И може слободно да ни се обратат. Ние сме достапни на социјалните мрежи, бидејќи времето е такво, модерно. Многу лесно се наоѓаат граѓаните и оние кои што им се потребни податоци. Како ги коментирате актуелните теми поврзани со екологијата, со потрошувачката блокада во петокот имаше на маркетите и така натаму? Дали се вклучувате во општите процеси на граѓанско незадоволство? Па често пати имам контакти со граѓаните. Добро. Дали од страна на професорите кои што ми се колеги, од страна на учениците како гледаат на случувањата, од страна на граѓаните со кои што секојдневно се сретнувам, ги гледам нивните ставови и ги поддржувам во тоа што тие сакаат да направат. И јас се вклучувам со нив. Иако и јас имам свој став за одредени работи, меѓутоа се што е негативно од страна на овие процеси кои што се влијаат негативно на потрошувачката, на животниот стандард на граѓаните, се разбира дека сум од страната на граѓаните и ќе ги поддржам во секој случај. Да, партијата Знам или движењето Знам доби најмногу од граѓаните затоа што се грижи за граѓаните. Да. Мислам дека на таа карта многу партии може да добијат. За жал некои партии имаат своји ставови и не бегаат од тие ставови. Меѓутоа основата е дека борбата за граѓаните е главната поента или главната движечка сила ако сакаш да освоиш нивни гласови на изборите. Да. Кажете ми лично дали твојот политички ангажман во оваа партија те исполнува? Да, ме исполнува, затоа сум и овде. Јас во овој дел се вклучив затоа што ги сакам промените кои што настануваат, во кои што учествуваат луѓето, односно граѓаните, тие да одлучуваат за промените. Значи граѓаните се движечка сила. Тие се Затоа и движење за Македонија. Затоа и движење Знам. Самиот назив, самата иницијатива за почнување на еден ваков процес и концепт ме потикна да бидам дел од ова движење Знам. Вие не партиципирате во локалната власт. Ќе се борите ли за освојување на советнички места на локалните избори во есен? Како што кажав, ставот ни е да бидеме заедно со граѓаните и доколку е потребно да учествуваме во таквите процеси и во зависност од самиот став кој што е на власта, односно Добре. на владата, бидејќи ние сме коалиционен партнер во владата на Република Македонија. Сето тоа зависи од ваквите активности кои што ќе се одвиваат во заеднички или поодделно индивидуални процеси во мора ли, ако сте коалиционен партнер на ниво на држава, на влада, да коалицирате и на ниво на општина? Ако имате различни ставови за одредени действија. Тогаш одлучуваме во повисоките редови и органи во нашето движење Знам за наша Македонија. Го донесуваме заеднички со членството. Како од ваша позиција изгледа политичкото милије моментот во Кавадарци?
Моментално. Како го оценувате? Дали има големо влијание врз граѓаните или пак нема? Дали расте незадоволството или задоволството и така натаму? Како практикувањето на власта во овој период на 7-8 месеци во владата на Република Македонија има влијание врз народот? Дали оценувате дека има влијание? Влијанието се менува. Дали е позитивно? Дали е негативно? Тоа зависи од процесите, промените, секојдневието. Тоа се менува постојано. Добро. Од ден за ден може да се смени. Добро. Зависно од тоа какви ставови се изнесуваат, какви соработки се склучуваат, како се движи целиот тој процес, се е менливо. Некои ваши министри во влада на Република Македонија во последно време се одважуваат да кажат работи што помалку се слушале, што значи дека се случуваат некои реформи и некои процеси кои се неминовни, бидејќи без таквите процеси нема Македонија да мрде од ова место што има сега. Ние сме во моментот многу активни, работиме на тие реформи и процеси, но тоа е резултат на нашето видување почнувајќи од идеолошките темели кои се поставени уште на почетокот. И затоа ги следиме сите тие текови. Може би оттаму и ВМРО да не прифати да коалицира со вас. Ако веќе увиделе во нас добра стратегија за стратешки партнер, тие секако ќе ги следат нашите промени. Добро, Жанета. Еве, немам ја обен прашања, ако имаш да кажеш нешто повеќе. Јас само сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на општина Кавадарци и на сите гледачи на РТК и КТВ телевизија и голема благодарност до Маријан Димитров кој што ми ја даде оваа можност да бидам денес на интервју и да се одважам према граѓаните да покажам која е движење Знам за наша Македонија. И вие сте отворени за сите граѓани? Ние сме отворени за сите граѓани, слободно. И за сите прашања може да не контактираат и да ни се обратат. Добро, благодарам. Почитувани гледачи, не беше многу долго оваа емисија, меѓутоа ова беше едно воведно интервју за познавање со магистар Жанета Делова, председателка на општинската организација на движењето Знам Моја Македонија, наша Македонија за наша Македонија. На оваа тема или во наредниот период, во пресред на локалните избори оваа година ќе имаме повеќе разговори со политички соговорници и оттаму ќе извлечете и вие поука за вашата определба за локалните избори, а ако учествувате, се разбира, на есен. Жанет, благодарам. Ви благодарам и вам. Се најубаво, сакам пријатен ден и вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието и се гледаме во некоја друга прилика.